голема благодарност до сите медиуми што денеска ни овозможувате да сето ова што го правиме биде транспарентно и за широката јавност и за сите угостители кои што се засегнати од проблемот што ни се случува со последната рестриктивна мерка донесена од страна на владата. Со оглед дека и покрај нашето инсистирање за отварање на јавен состанок, односно средба на која што би можеле да присуствуваат медиумите и сите заеднички да седнеме на маса да продискутираме околу проблемот дали навистина се угостителите тие кои што се ширачи најголеми на заразата COVID-19 или се само неправедно селектирани со казнети, со мерки со кои што им се ограничува нивната работа и нивната можност за остварување на приходи. Значи денеска ја користиме следната мерка со оглед дека времето до 10 часот истече, покана ниту од владата, ниту од министерството, ниту од некој друг, ниту во писмена или електронска форма неаме добиено за средба и денеска ја поднесуваме нашата прва иницијатива за оценување на уставност и законитоста на сите измени и одлуки што се направени со кои што е ограничено и селектирано работењето на угостителските објекти. Ја поднесуваме оваа иницијатива се со цел да укажеме на неправилностите на селективната политика што се води према угостителската индустрија, надевајќи се дека Уставниот суд ќе реагира брзо и дека ќе имаме можност уште наредната недела со времена мерка да ги вратиме последното работно време, се со цел да овогодишната новогодишни празници ги испратиме како што треба. Гледате селективноста во одлуката? Ја гледаме селективноста затоа што ни една друга индустрија или некој друг занечија во моментов не е со било каква мерка ограничен во своето работење и во своето работно време. Да не заборавиме, за угостителската се уште важи законот за угостителска дејност кај што е прецизирано за работно време кој што во ниеден момент не е суспендиран или тргнат по страна, врз основ на што се носат мерки и се селектираат исклучиво угостителите да бидат ограничени со условите и начините на работа, поготово со работното време. Кога очекувате дека Уставен брзо ќе го постави вашето барање на разгледување? Све зависи од одлука на самите суди. Предпоставувам дека затоа што се работи за една голема маса на угостителски објекти, вклучувајќи и голем број на вработени што се во угостителскиот сектор, а нормално и во интерес на целокупното јавно здравје, се со цел да се поддржиме, ќе реагираат брзо и дека по кратка постапка пред Нова година ќе успееме да добиеме некое си мислење дали навистина сме ние во право или државата носи правилни мерки и одлуки. Уште едно прашање. Рековте дека трпите штета од 18 до 20 милиони евра. Врз основа на што ја пресметавте таа сума? Даночни пријави од минатата година, како дојдовте до таа цифра? Значи, ако земеме од најмал до најголем угостителски објект, рангот кој што изнесува трошковите за негово работење се помеѓу 1 и 20.000 евра, во зависност дали се неколку вработени или се 30-40 вработени. Земавме најминималните просеци што се исплатени 3.000 евра по угостителски објект на 6.500 објекти кои ќе им забраните месеци повеќе да работат во најјакиот месец кога остваруваат приходи, они де факто ќе претрпат штета која што е околу 20 милиони евра. Да затоа ја дадовме таа груба пресметка од 18 до 22 милиона евра, која што сметаме дека во иднина ќе можеме не само да докажеме дека ќе биде многу поголема, него само како информација да луѓето знаат каква е штетата што моментално се прави. Благодарам. Едно прашање, бидејќи министерот беше пред малку соопшти дека немаат намера да ја повлекуваат мерката до 18 часот, дека таа ќе остане до 20 февруари. После ратификацијата на пресудата може и после тоа. Кои се следните ваши цели? Значи, ние ќе бидеме стрекни да остане и да продолжат до 28 февруари, да ни дадат можност да Уставен суд, доколку не одлучи по кратка постапка, да има време да одлучи и да не застари оваа мерка, за да не се избегне обврската што ни ја ствараат во моментов за надомест на трошоци. Значи, никој не ја спори мерката, ја почитуваат сите угостители максимално да расчистиме. Проблемот е што мерката не е пропратена соодветно со надомест на штета, со правото со кое што ни е ограничено да можеме нормално да работиме и со кое што ни е одземено, а согласно Уставот сите сме еднакви и равноправни. Фала и на вас.